Традицијата на гранчарството во Македонија живее, а на неа на креативен начин и со огромна љубов ја продолжува и Љупчо Лазаревски од Злетово. Љупчо има вешти раце, 30 години искуство и е олицетворение на гранчарството. Знаеме дека гранчарството е традиционално во Македонија. Колку долго се занимавате со ова? Па ово е наследно од дедо ми, татко ми, па сега ние. Па едно 30 години. Што се произведувате? Па традиционални тие производи, тави, каленици, бардачиња, тие работи. Тавче, гравче, помалецки за... Колку време е потребно да се изработи едно вакво барде? Барде ќе се изработи за 10 минути, али додек да се изсуши, додек да излезе готов производ, треба еден месец, немалку. Кој е процесот? На кој начин се изработува? Прво треба да се обезбеде земја, па да се таа преработе, да се смеле, да отстое малку, па да се направи бардачето. Откако се направи бардачето, треба да се изсуши убаво. Еден месец најмалку. Каква земја употребувате? Предпоставувам глина, така? Глина тоа е специјално. Секоја земја не бива. Каков тип на глина? Малку глината да биде, да има пластичност, да се влече, да не е многу песоклива. Ако е многу песоклива, па и ќе тоне. Каква е поборувачката? Па солидно има. Повеќето за готвење тие работи. А овие бардачиња тоа таму за дено, за духови. Во кој период од годината имате најмногу промет? Па летото. На кој начин се изработува декорацијата и колку трае тој процес? Рачно, све е рачно. Рачно тоа јас си го работам, исто рачно. Со специјални пумпички, шареши се тоа и така. Кои се цените? Па не се скапи многу, 100 денара има каленички, до 300 денара има тави. Цените од денешниот пазарен ден се следните. Јаболка 40 денари за килограм, киви 60, мандарини 60, портокали 50, лимон 50, зелка 50, марула 25 денари за килограм, кромит 40, морков 30, компир 40 денари за килограм.